Почитувани, пред да се осврнам на главната тема на денешната пресконференција и пред да излезе СДСМ со механичка пресконференција и со однапред напишан текст, само ќе констатирам дека поминуваат точно 24 часа од последниот мој јавен настап, каде отворено побарав од Заев и власта да се согласат да овозможиме законски измени со кои политичарите, кои биле амнестирани, нема да може да се занимаваат со политика и да не може да се амнестираат луѓе кои обавувале јавна функција и имале политичка позиција, а кои се огрешиле со законот. Само ќе нагласам дека Заев, кога вчера го видовме на снимено видео обраќање, од кое чувме како се колне во правдата и со оглед на тоа колку ревносно ја креваа измамата со амнестијата изминативе денови, денес, наспроти сето ова, ќе констатирам дека има молк и се уште ги немаат прифатено овие наши барања. Сето ова укажува дека амнестијата, како пракса, станува посакувана опција за веќе еднаш амнестираниот Зоран Заев и неговите луѓе. А сега дозволете да се навратам на темата на денешната пресконференција. Македонија има сериозен проблем со криминалните структури во правосудниот систем. Состојбите се алармантни. Во услови кога имате криминална влада, портите за корупцијата и инструираните одлуки во обвинителството и судството се широко отворени. И тоа не е проблем кој застанува во правосудните лавиринти, судството и обвинителството, тоа е проблем кој е создаван и подхрануван од владата и Зоран Заев. Зоран Заев, кој за овие 3 години не направи ништо за да смени нешто во овој корумпиран систем. Ако некој се прашува зошто е тоа така, треба да знае дека Зоран Заев лично е пречката за правдата во Македонија. Покажувањето на показалецот на премиерот кон судството и обвинителството не го решава проблемот, зашто тој показалец ја кочи правдата и е извор на неправдата. Имаме власт која е заштитник на криминалот и корумпираните суди и обвинители. Конкретно, преку аферата Кеш гледаме дека правосудниот систем, особено специјалното јавно обвинителство, било претворено во алатка на Зоран Заев и власта за спроведување на политичка агенда, место каде биле вдомени партиски кадри, блиски роднини на суди, обвинители, политичари, дебело платени со парите на граѓаните. Она неколкогодишна представа на специјалното јавно обвинителство, оние спектакли без правен крај, оние представи на самопрогласените Чарлиеви ангели, чии усти беа преполни со зборовите устав и закони, гледаме дека најмалку се бореле за правда, туку за прогон, но преди се за заштита на криминалот. И не се жалело пари за тоа. Десетици илјади евра, неколку пати повеќе од основната плата, која пак исто така се брои во неколку илјади евра, и е далеку повисока од било која друга државна плата, без контрола биле плаќани во форма на награди и паушали. Па затоа, во изминатиот период, читавме провладени пера, гледавме платеници кои ја бранеа Катица и СЈО, го напаѓаа ВМРО, ДПМН, мене, а ја бранеа власта и Зоран Заев. Гледаме како тоа СЈО си имала и приватна полиција платена со народни пари преку началникот на Алфите. Гледаме како и керките, синовите, внуците на судиите, обвинителите земале покрај платата и паушали во илјадници евра. Скоро и да немало вработен, кој не е таму по пат на непотизам или по партиски клуч да му служи на Зоран Заев и СДСМ. И наместо правда добивме рекет. Наместо правна разрешница добиваме изигрување на процедурите, наместо независност добиваме партизираност, наместо заштита добивме атак врз словото на уставот и законите. Згора на сето ова поминува неказнето, млитаво, со дефокусирање од вистинските скандали. Имаме некоја бледа истрага за илјадниците евра, паушали, која повеќе личи на борба да се влезе во СЈО и да се обезбедат доказите кои отвараат сомнеш за незаконско постапување на институцијата со неславен крај. А пред се, да се заштитат главните наредбодаватели, оние по чии упатства работеле Катица, Фатиме, Лиле и останатите.
а чии пипци, како и за се друго, покажуваат кон владата на Македонија. И се покажа дека намерата на власта не беше да се постигне договор за обвинителството, туку да се спаси кариерата на обвинителите од корумпираното специјално јавно обвинителство. Аферата покажува зошто Зоран Заев беше пречката да нема нов закон за обвинителството. Во моментот кога го постигнаа тоа, преку прераспределување во редовното обвинителство, тие загубија желбата за закон за обвинителството. Уште во месец јули побарав истрага за работата на обвинителите, а тоа од власта беше лажно интерпретирано како обид да се спречи правдата. Денес, кога гледаме дека нема никаква правда од овие обвинители, Заев за да одбегне одговорност за состојбите и тој бара истрага. И навистина е лицемерно да излегува со видео обраќање на кое повикува прочистување на нечесни судии, обвинители, кои пак се хранат од неговата рака, како што се гледа преку аферата Кеш. Не е само проблемот што има суди и обвинители кои се корумпирани, туку што Зоран Заев е браната да се стигне до откривање на тој криминал. Аферата Кеш покажува колку само ни е трул правосудниот систем кој е ставен во функција да служи на власта и интересите на Зоран Заев. Добивме политичари кои се над државата, со преку ноќ стекнат имот кој се брои во милиони евра. И обвинители и суди кои без основа земале државни пари, а не носеле правда и заштитувале неправда. Затоа, почитувани, ВМРО ДПМН бара, прво, итна неодложна и соопфатна истрага за аферата Кеш. Пред се истрага за работата на обвинителите од поранешното специјално јавно обвинителство, но и другите обвинители од редовното обвинителство. И суди кои не постапуваат или молчат пред евидентната лавина на скандали и афери. Истраги за начинот на кој се доделувале и злоупотребувале народните пари. И зошто се молчи за десетиците афери. Таа истрага треба да биде и под силна лупа на Европската Унија и меѓународните сојузници, со оглед на фактот на висок степен инкриминираност на власта во овие процеси. Второ, согласно Уставот ќе предложиме закон со кој ќе се овозможи проверка на потекло на имот на суди, обвинители, политичари, носители на јавни функции. Да го испитаме потеклото на имот на политичарите и оние кои несразмерно се обогатија на грбот на народот, не само да одговараат со казни, туку да го вратат украденото од народот во буџетот на Македонија согласно Уставот. Мора да се врати од земеното народот. Никој во оваа држава не смее да заштитува криминал, а криминалците да се чувствуваат заштитени. Еве, јас ќе ги повикам институциите прв да ме проверат мене и моето семејство. Но на иста таква проверка да подложи Заев и неговото семејство. Министрите, директорите, судиите, обвинителите, се што има индици за нечесно стекнат имот да биде вратено кај народот. Само така ќе добиеме правда. Ако ова не биде прифатено од страна на владата и Заев, овие одлуки ќе бидат реализирани во првите 100 дена од новата влада на ВМРО ДПМН после предвремените парламентарни избори на 12 април. Мораме да одиме напред и да ставиме крај на криминалот и корупцијата. Борбата против криминалот не сме да има компромиси. Ќе одиме до крај и нема, а и не смееме да го разочараме народ. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете. Имам две прашања. Првото е, денеска власта повторно ве повика да се изјасните во однос, односно пратеничката група на ВМРО ДПМН во однос на иницијативата за автентично толкување на членот 11 од законот за помилување. Ке може ли вашиот став во однос на оваа иницијатива и како би гласале пратениците на ВМРО ДПМН во однос на ова? Па ние се изјаснивме уште во текот на вчерашниот ден, за време на вчерашната пресконференција јас го соопштив мојот став, но истовремено и за време на оваа пресконференција кажав пред да стигне она механичко соопштение кое што ќе биде контрареакција на денешната пресконференција, однапред ќе ги антиципираме речениците во истото, каде што ќе не повикуваат и така натаму. Вчера го дадовме одговорот и за разлика од нив ние ставовите не ги менуваме преку една проспиена ноќ, но истовремено заборавија да го кажат нивниот став
што се однесува до тоа дали аболирани политичари им е местото во политиката или треба да ја напуштат политиката. Еве сега има едно ново барање, а тоа е да понесеме закон согласно уставот со кој што ќе се изврши проверка на сите политичари, нивните семејства, вршители на јавни функции, суди, обвинители, и еве јас предлагам од мене да се почне и од моето семејство, ги повикувам институциите да го испитаат мојот имот, имотот на моето семејство и да го констатираат било какви неправилности и незаконитости, подготвен сум да сносам било каква одговорност согласно законите и уставот. Но истото тоа да биде пренесено на останатите носители на јавни функции, политичари, обвинители, суди и така натаму. Така што немам што да додам, ниту да одземам оно што веќе е кажано, а е поврзано со таа иницијатива, но еве, ја користам оваа прилика уште еднашка да ги повикам да се изјаснат на нашите две барања од вчера и на барањата кои што денеска ги соопштивме на денешната пресконференција. Да. Премиерот Заев денеска изрази очекување дека до крајот на мандатот, односно изборите во април, просечната плата ќе го достигне она предизборно ветување од 30.000 денари. Сметате ли дека е реално ова очекување на власта да го исполни ова ветување? Видете, јас ќе бидам попрецизен и би рекол дека вели ќе биде блиску до даденото ветување и покрај овие интервенционистички методи својствени за еден минат систем и покрај тоа што државата не ни се развива со динамиката во која што требало да се развива, како што се развиваат нашите соседи во годините на економски бум и во Европа и во светската економија, ние наместо ветените 5% едва дали имаме половина од тоа кое што беше кажувано. Иако морам да признам, во овој период, имајќи ја предвид состојбата во економијата во Европа и во светот, многу лесно можеше, доколку некој имаше визија, доколку некој имаше план и стратегија, да ги стигнеме тие 5%, но за жал таа работа е веќе позади нас, е пропуштена, тоа ќе оставиме на некоја следна влада која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН. Со денешното обраќање преку социјалните мрежи, господинот Заев уште еднашка потврди на уште една негова лага дека нема да стигнеме дури и на ваков начин, повторно ќе кажам бескрупулозно трошејќи ги парите на граѓаните, не стигнавме до она кое што беше негово ветување, но тоа не е прво ветување. Погледнете го Државниот завод за статистика, вие имате помал број на вработени во индустријата во октомври месец за 2,6% испоредено со истиот месец од лани. Ако го гледаме периодот од јануари заклучно со октомври месец 2019 и го споредиме со истиот период од 2018, дека имаме за 1,4% помалку вработени во индустријата. Странските директни инвестиции што ги објави Народната банка се отприлика во почетокот на годината заклучно со третиот квартал на ниво на 113 милиони евра или некаде околу 186, ако не се лажам, бидејќи за истиот период од минатата година беа 299 милиони евра, значи за 186 милиони евра помалку од истиот период минатата година. Ако ја анализирате дури и 2016-та, која што е година на политичка криза, ќе видите дека и таа година имаме повеќе во првите 3 квартали инвестиции од оваа година, која што нели требаше да биде економски бум, ренесанса во Македонија. Анализирајте ги годините 15, 14 и 13, полошо никогаш не било. Така што јас навистина се чудам на кредибилитетот и се чудам на лицемерието и дрскоста со која што им собраќа на граѓаните и повторува нешто како да е опозиционера, не трета година премиер во држава, како човек кој што ги влече конците, вака ревносно да се занимаваше со економијата, како што ревносно се занимаваше да биде повтор пат амнестиран во случајот подкуп, ние можеби денеска ќе имавме и малку подобри бројки и параметри, но за жал ја испушти неговата шанса како претседател на владата. Доаѓа нова влада на ВМРО ДПМН свесна за предизвиците и пустошот кој што ќе го наследи, но повторно ќе кажам, ја користам оваа прилика да ги охрабрам граѓаните, имаме визија, имаме план, знаеме како и допрва доаѓаат најдобрите времиња за Македонија. Независната пратеничка група побара одговорност од вас, односно да си поднесете оставка, бидејќи вчера рековте дека ја повикавте пратеничката група на ВМРО ДПМН да гласа за ратификацијата на НАТО, а претходно бевте против промената на името. Велат дека нели кога веќе се вее знамето во Лондон, се обидувате да фатите приклучок. Вашиот коментар. Па видите, како ВМРО ДПМН уште од првиот конгрес е јасна определбата на ВМРО ДПМН дека местото на Македонија е рамо до рамо со сојузниците во НАТО алијансата,
дека ние сме дел од Европската унија и ВМРО ДПМН не учествуваше во оној срамен чин на притисоци, закани и уцени, а што се случуваше вистината, граѓаните многу брзо ќе дознаат од денеска сметано па натаму. Така што јасна била определбата на ВМРО ДПМН од првиот момент па се до денеска. Инаку не сум слушнал за ова што вие го кажувате. Еве, благодарам што ми кажавте, ќе размислам околу можноста за тоа што они го бараат од мене и ќе се произнесам по истото пред членовите на Централниот комитет на партијата. Еве, во среда имаме извршен комитет, ќе го отвориме ова барање од страна на независната пратеничка група, ќе отвориме дебата и ќе разговараме на ова. Ценам сепак што нашле време и можности да ја коментираат мојата изјава од вчера. Благодарам. Господине Мицковски, дали има расположение од власта за вашиот предлог за шпицес мандатар? Шпицен кандидат или носител кандидат за носител на мандатот, гледаме дека се кријат, се препелкаат, молчат, ги нема, уплашени се. Нашиот е многу принципиелен став, еве во текот на деновиве што идат ќе има повторно преговори по изборниот законник, принципиелен став, имаме една вертикална морална линија, велиме да имаме кандидат за мандатар кој што ќе излезе на избори, ќе бара довербата од граѓаните, доколку изгуби, доколку биде поразен, се повлекува, доколку победи, добива можност да ја формира владата. И едноставен одговорот, или е вака, или е така. И сега вие кога ја слушате изјавата на Зоран Заев, он вели не се секирете, Мицковски размислувал на пораз, он размислувал за победа. Еве, да речеме, да предпоставиме дека овие анкети кои што се во јавноста познати, да речеме дека расположението во јавноста вакво какво што е, биде на страната на опозицијата или на страната на обновата, а Зоран Заев загуби, бидејќи ќе ве потсетам на негова изјава пред предвремените избори во 2016 година, дадена на еден национален медиум, на прашањето дали доколку загубите, вие ќе си поднесете оставка, речи доколку имам еден глас помалку, јас ќе си поднесам оставка, но ете, гледате во нејму својствен стил, тоа не се случи. Еве, можност, бидејќи блескаме, нели, велиме дека е се добро во државата, ајде да имаме кандидат за носител на мандатот, тој кој што ќе ги загуби изборите, да ја напушти политичката сцена и да се соочи со одговорност и нормално со последиците. Тој кој што ќе победи, ќе има можност да добие мандат и да ја формира идната влада и да раководи со владата и со институциите. Многу едноставно прашањето и одговорот на ова прашање, еве, минуваат веќе една недела и повеќе откако ова прашање беше актуелно, за жал молчат, ги нема, немаат јасен став, се препелкаат и така натаму. Морален е предлогот. Губите, заминувате од политиката, победувате, ја формирате владата. Не да се криете позади пратеничкиот мандат, не позади пратеничкиот имунитет. Излезете, соочете се со граѓаните. Велите блескаме, повелете. Побарете од граѓаните, подршка доколку изгубите, тоа е тоа. Од СДСМ викат дека нема да поддржат никаква иницијатива во врска со ратификација на протокол за членство во НАТО, се дека не се ратификува истиот во шпанскиот парламент. Вие ќе барате службено вашата иницијатива да биде поставена или ќе очекувате и шпанскиот парламент? Со тоа уште еднашка се покажува лицемерието и стравот кај СДСМ, затоа што се плашат од поразот кој што ќе им се случи во април месец следната година на изборите. И доколку на вистина е овој став нивен, како што вие го интерпретирате, тогаш уште еднашка се потврдува нивната двојна улога во целиот овој процес, дека се работело за пуста власт, да може да се книжат неколку стотици милиони евра на контото на семејството, да се спасат осомничените за криминал од служење на затворска казна, нити било за европски вредности, ниту било за членство во НАТО, ниту било ништо друго. Тоа е стравот, очигледен е стравот, ќе се обидат сега во 5 за 12 да се препелкаат, да наоѓаат начин како да ги одложат изборите, но повторно ќе кажам, ВМРО ДПМН нема да се сложи со една таква бледа и губитничка иницијатива од страна на СДСМ. ВМРО ДПМН победува на изборите на 12 април 2020 година и доаѓа нова реалност веднаш после тие избори. Но ова што вие го кажавте е само уште една потврда на стравот и она кое што практично е денеска присутно во СДСМ, а тоа е голема раслоеност и страв, огромен страв и сплашеност од поразот кој што ги чека.
Најавивте во декември дека ќе ги имаме имињата за членовите на пржинската влада. Почна декември, дали можеби наредниот извршен ќе биде тој на кој што ќе разговарате за овие предлози? И сакам уште да ве прашам, има ли некакви контакти со партии, особено оние од албанскиот политички блок за евентуална постизборна соработка? Вие како секундант на маратонска трка. Сега почна маратонот, први трчаат, како ги викаат оние пейсмейкери, нели? Направен, па да го видиме финишот како ќе биде од декември и ќе ги дознаете имињата. Второто прашање беше? Дали имате контакти со партии од албанскиот? Да, имаме контакти со сите политички партии од албанскиот блок. Дали конечно ќе одговорите на оние прозивања од сама дали сте магистрирале во Италија и докторирале во Германија, кој што веќе една недела ве прашуваат за тоа. Второ прашање, вчера на пресот малце како фројдовски да ви се испушти, направивте на грешка кога ве праша да ја коментирате изјавата на Пендаровски за критиките кон Груевски дека ги нарушил односите со Бугарија, вие фативте по некој инстинкт да го браните Груевски. Дали тоа значи дека ако дојдете на власт дека ќе ги продолжите политиките на Груевски кон Бугарија, што доведа до тоа да Бојко не сака да се види со Груевски, негова изјава. И рековте пред малку сега дека сите што го бранат СЈО се платеници. Дали мислите дека сите што имаат различно мислење со вас за СЈО дека се платеници? Еве, ќе се обидам да дадам еден сублимиран одговор. Јас во текот на вчерашната пресконференција бев прашан каков е мојот став поврзан со договорот со соседна Бугарија. Јас кажав се што е прифатливо и позитивно за македонскиот народ, за граѓаните на Македонија, за Македонија, ќе биде поддржано и тука немам никаква дилема и ова го повторувам по можеби 7 или 8 пат, еве втор пат во 2 дена на 2 различни пресконференции. Каков бил односот помеѓу господинот Борисов и господинот Груевски не знам и не навлегувам, не сум имал можност да присуствувам на нивните меѓусебни средби, но јас имав една средба со господинот Борисов, прилично беше коментирана истата таа средба. Вечерта имавме работна вечера која што беше организирана бидејќи имаше самит на маргините на Конгресот во Загреб, каде што повторно се видовме со господинот Борисов, разменивме неколку мислења околу актуелните теми, така што тоа е мојот став поврзан со тоа прашање. Околу прашањето со дали било моето излагање фројдовски или не било фројдовски, јас тоа што имав да го кажам, го кажав и во текот на вчерашната пресконференција, немам нити што да додадам, нити што да одземам. Ке мора да ги консултирате и господинот Борисов и господинот Груевски за деталите поврзани со нивните меѓусебни односи. Дали тие луѓе кои што работеле во рамките на СЈО и луѓето кои што требаше да бидат заштитници на правото и правдината и помошници во случајот притвореничката и осомничена Катица Нема, да, се уште стојам на ставот дека тие го злоупотребиле законот и дека тие луѓе од заштитници на правото и правдината и од институцијата која што требаше да биде лулка и колевка на правото и правдината, стана едни обични платеници на кои што им станало, односно им било многу поважно во месецот да си поделат неколку десетици илјади евра по основ на они што си го измислиле таму основ, отколку да ги забрзаат процесите, тие процеси да имаат епилог, па да можеме јас и вие да излеземе сега пред триумфалната порта овдека во Скопје и оној бројчани кој што се уште стои без ниту една бројка, да видиме по некоја бројка, нели милиарди беа изнесувани од државата, да видиме, ама гледаме во аферава Реке 2 дека за тие бројки кои што се замрзнати, кои што се фалеше премиерот, нешто друго стоело позадина, не биле дека ќе бидат на семафорот, туку ќе завршувале многу лесно во некакви приватни џебови. Но ќе оставиме, еве, институциите на прогонот, обвинителството и судството да докажат дали јас сум бил во право или биле во право. И на крајот од денот, еве, постои институт, инспекција, нека влезат во тоа специјално јавно обвинителство, независни ревизори, нека констатираат дали имаме злоупотреби или немаме. Доколку имаме, тогаш треба да си сносат одговорност. Доколку немаме, еве, јас сум подготвен да се извинам и да речем, луѓе, погрешив, овие биле сепак честни луѓе, заштитници на правото и законите и јас застанувам рамо до рамо со нив и ќе имаат повторно мојата поддршка, како што има и порано пред да добијам информации дека биле до гуша заглавени во криминал. Што се однесува до моето образование, еве ќе дадам една кратка ретроспектива.
дипломирам на Машинскиот факултет во Скопје со просек од 9,61. Работам најпрвен како хигиеничар во една приватна компанија, потоа монтажер на сплит системи, за да потоа станам инженер за термотехнички инсталации, да добиам понуда да бидам и директор во таа компанија, но потоа на покана на една моја драга професорка, која што сега е во пензија, се вработувам на Машинскиот факултет при тајно гласање, прв случај во историјата на Машинскиот факултет, се вработувам на истиот како помлад асистент и напредувам. Во мојот професионален ангажман на Машинскиот факултет имам студиски престои на универзитетите во Италија, студиски престои на универзитетите во Унгарија, во Словенија, докторски престои на неколку универзитети во Сојузна република Германија, како стипендиста на, ке повторам, ова е многу важно, како стипендиста на италијанската влада и како стипендиста на германската влада. Никаде, буквално никаде во мојот разговор со господин Борисов, јас не го кажувам, не ја споменувам она извртена вистина што за жал СДСМ ја употребува во јавноста. Но еве, ова е основата за моето професионално работење на Машинскиот факултет. Позади мојата биографија стојат неколку трудови со фактор на влијание, меѓу кои е трудот објавен во оваа година во реномираниот часопис Тейлор и Френсис, кој што учат студентите на реномираните универзитети во Англија. Можете да го проверите на интернет. Истовремено, тука се и неколку трудови кои што се објавени во часописи кои што се наоѓаат во библиотеките на Скопус, ЕПСКО и така натаму и така натаму. Слободно проверете ги, имате достапни јавни информации и на интернет и на тие истите часописи, и сите тие се објавени од страна на Христијан Мицковски, се разбира. Пак избегнавте да го искритикувате Груевски за односите со Бугарија. Зошто толку се плашите да го критикувате Груевски? Ке треба повторно на интервју да го реализираме. Не се плашам, сашто јас од никого гледате, јас не се плашам ниту од Зоран Заев, ниту пак од тие малкумина кои што во овој момент имаат инструмент. Отворено зборувам, ево отворено зборувам и за Никола Груевски. Нема зошто да се плашам, доколку имам факти и аргументи дека постоела таква лоша комуникација, доколку ги знам причините за таа лоша комуникација, ќе ви кажам, јас навистина не располагам со ниту факти, ниту аргументи зошто постоела таква евентуална лоша комуникација, доколку постоела таква. Јас навистина не знам. Дајте ми тие факти и аргументи, доколку навистина бил виновен Груевски, ќе го искритикувам. Доколку бил виновен Бојко Борисов, ќе го искритикувам Бојко Борисов. Ако мене ме прашате, а е поврзано со она наша средба во Загреб, навистина не се чувствував пријатно да бидам дел од едно реално шоу кој што одеше во живо на социјалните медиуми, без да бидам прашан дали има соговорникот таква дозвола да ме снима. Еве, навистина, ако тоа ме прашувате, не очекував такво едно однесување. Но тоа е што е. Сега ние сме тука, мораме да градиме добри односи со нашите соседи. Нашите соседи се веќе понапред од нас во евроинтегративните процеси, тие се дел од европското семејство, каде што ние сакаме да бидеме, и нормално на едни рамноправни партнерски односи треба да се однесуваат и да ни помогнат да бидеме. На крајот од денот тоа е добро и за нив, да ние бидеме рамо до рамо со нив во тие европски семејства. Не е тоа ништо лошо. Напротив, кажете, еве, што треба ние како опозиција да направиме, да го лесниме тој пат.